Што ако ти кажам дека енергијата што ја носиш во себе е најголемиот одредувач на животот што го доживуваш, дека секоја мисла, секое чувство, секое верување кое го имаш не е само минлива искра во умот, туку вибрациона сила што ја обликува твојата реалност. Нас не научеле дека околностите дефинираат, но вистината е далеку подлабока. Ти не си жртва на својата околина, ти си нејзиниот создавач. Денес ќе истражиме како подигањето на твојата енергија не е само духовен концепт, туку научно докажан, мерлив и длабоко личен пат што може да го преобрази твоето здравје, твоите односи, па дури и твојата судбина. Замисли се себе си како стоиш на работ на бесконечен океан, каде што секоја капка вода представува една можна реалност. Ова не е само поетска метафора, ова е самата суштина на постоењето, опишана преку квантната физика. Научниците одамна докажале дека на субатомско ниво, частичките не постојат како цврста материја, туку како бранови на веројатност, кои чекаат да бидат колабирани во форма преку наблюдувачот. Што значи ова за тебе? Тоа значи дека твојата свест, твоите мисли, емоции и верувања не се пасивен одраз на животот, туку активни учесници во неговото создавање. Квантното поле, невидливо, но мерливо енергетско поле, одговара на нашата внатрешна состојба. Кога си заглавен во образци на страв, сомнеж или ограничување, ти испраќаш фреквенција што магнетизира повеќе од истото во твојот живот. Но кога ја менуваш својата енергија, кога свесно негуваш возвишени емоции како благодарност, љубов и радост, започнуваш да резонираш со нова реалност. Мозокот не прави разлика помеѓу искуство што живо го замислуваш и искуство што навистина го доживуваш. Затоа врвни спортисти ги визуализираат своите победи пред тие да се случат. Затоа медитатори можат да ги лекуваат своите тела преку намера. И затоа луѓе кои постојано се фокусираат на изобилство, привлекуваат уште повеќе од него. Практичната примена е едноставна, но длабоко трансформирачка. Мораш да станеш архитект на својата ментална и емоционална состојба. Секоја утрина, пред светот да ти ги наметне своите барања, одвој 5 минути, затвори ги очите и почувствувај како би било да веќе живееш според својата највисока визија. Не размислувај само за тоа, оживеј го. Нека те преплават емоциите од таа иднина. Колку почесто го правиш ова, толку повеќе ги слабиш невронските патеки на минатото и ги зајакнуваш оние што се усогласени со твојата иднина. Ти не чекаш твојот живот да се смени, ти го менуваш одвнатре. Оној што си денес не е фиксен. Тоа е резултат на вкоренети образци, мисли и емоционални реакции врежани во мозокот преку повторување. Овие навики ја обликуваат твојата перцепција, твоето однесување и, на крајот, твојата реалност. Но, што ако можеш да ги пренапишеш тие програми? Што ако можеш да излезеш од минатото и да зачекориш во нова верзија од себе си? Една што повеќе не е врзана со застарени верувања или самонаметнати ограничувања. Науката за невропластичноста открива дека мозокот не е цврста структура, туку динамичен, постојано променлив орган, способен да создава нови врски и патеки во секој период од животот. Размисли за ова секој пат кога ќе помислиш мисла, ќе почувствуваш емоција или ќе направиш некое дејство. Ти зајакнуваш еден невронски круг. Колку повеќе го повторуваш, толку повеќе станува автоматско, додека не почне да функционира под нивото на свесна перцепција. Така се создаваат навики, и оние што те ослободуваат, и оние што те уништуваат. Клучот на трансформацијата се крие во прекинувањето на тие автоматски образци и свесниот избор на нови. Кога постојано го насочуваш фокусот од страв кон можност, од недостаток кон изобилство, од сомнеж кон сигурност, почнуваш да го разградуваш стариот себе си и да градиш нов. Истражувањата во невронауката покажале дека фокусираното внимание, во комбинација со возвишени емоции, може да ги промени мозочните бранови, од бета бранови насочени кон преживување, кон тета и гама бранови поврзани со креативност и интуиција. Ова не се сведува само на позитивно размислување, туку на создавање на нова биолошка состојба. Кога постојано ја визуализираш својата иднина, додека ги чувствуваш емоциите како таа веќе да е реалност, мозокот почнува да испукува и поврзува неврони на нов начин. Телото, за возврат, реагира како искуството да е вистинско, ослободувајќи хемиски каскади што го зацврстуваат ова ново состојание на постоење. Така луѓето се излекуваат од хронични болести, се ослободуваат од зависности и манифестираат извонредни промени во својот живот. Тие престануваат да бидат затвореници на своето минато и стануваат пионери на својата иднина. Практиката е едноставна, иако не секогаш лесна. Станувај свесен за своите несвесни навики. Забележи кога се враќаш во старите начини на размислување или реагирање. Тогаш застани, вдиши длабоко и избери поинаку. Колку почесто го правиш ова, толку повеќе ги слабиш старите невронски мрежи и ги зајакнуваш новите. Ти не го менуваш само својот ум,
ја менуваш својата биологија, својата енергија. И, на крајот, својата судбина. Човечкиот мозок е ремек дело на адаптација. Постојано се преобликува според твоите искуства, мисли и емоции. Оваа неверојатна способност, позната како невропластичност, значи дека твојот идентитет не е врежан во камен. Тој е флуиден, секогаш е во развој. Секоја навика што си ја формирал, секое верување што го носиш, секоја емоционална реакција што автоматски ја изразуваш, сето тоа постои како добро изгазена невронска патека во твојот мозок. Овие патеки функционираат како автопати. Колку почесто ги користиш, толку побрзи и пошироки стануваат. Но еве е ослободувачката вистина. Исто како што се изградиле преку повторување, можат и да се разградуваат на истиот начин. Предизвикот лежи во ефикасноста на мозокот. Тој предпочита автоматизам, за да заштеди енергија, ги претвора повторените однесувања во несвесни програми. Затоа можеш да се вратиш дома без да се сеќаваш на патот, или инстинктивно да реагираш на стрес секогаш на ист начин. Но твојот мозок не работи против тебе. Тој едноставно го следи патот на најмало отпор. Затоа трансформацијата бара да ги прекинеш овие автоматски циклуси, да станеш свесен за она што досега било несвесно. Тука внимателноста, mindfulness, станува твојата најмоќна алатка. Кога ги наблюдуваш своите мисли без да се врзуваш за нив, создаваш празнина помеѓу стимулот и реакцијата. Во таа празнина се наоѓа твојата слобода. Истражувањата за медитација со внимателност покажуваат дека доследната практика ја задебелува префронталната кора, командниот центар на мозокот за носење одлуки и саморегулација, додека ја намалува амигдалата, седиштето на стравот и реактивноста. Ова физичко преобликување значи дека ти не го менуваш само начинот на размислување, туку и самата архитектура на својот мозок. Но свеста сама по себе не е доволна. За навистина да се препрограмираш, мораш да ги замениш старите образци со нови. Ова е принципот на Хебовиот закон. Невроните што активираат заедно, се поврзуваат заедно. Секој пат кога ќе прекинеш навикната мисла или автоматска реакција и свесно ќе избереш поинаков одговор, го слабиш стариот невронски круг и почнуваш да градиш нов. На почетокот, тоа ќе ти делува неприродно. Твојот мозок ќе се спротивстави, обидувајќи се да се држи до познатото. Но таа отпорност не е неуспех. Тоа е доказ дека промената се случува. Непријатноста што ја чувствуваш е всушност сензацијата на распаѓање на твоето старо јас, за да направи простор за новото. Процесот се забрзува кога ќе ги вклучиш сите нивоа на своето битие. Визуализацијата е една од најмоќните алатки во овој процес. Кога ментално репетираш ново однесување или емоционална состојба, твојот мозок ги активира истите невронски мрежи како кога физички би ја извршувал таа акција. Олимписките атлети ја користат оваа техника со децении. Нивните мозоци покажуваат идентични шеми на активација, без разлика дали навистина тренираат или само го замислуваат тренингот. Можеш да го примениш истиот принцип и во сопствената трансформација. Одвој време секој ден за живо да си го замислиш себе си како одговараш на предизвиците со смиреност наместо паника, како избираш храброст наместо страв, или како ги воплотуваш карактеристиките на своето идно јас. Емоцијата е катализаторот што ја прави оваа ментална репетиција ефективна. Спомените поврзани со силни емоции се врежуваат длабоко во нашите невронски патеки. Затоа можеш веднаш да се сетиш каде си бил за време на некој голем настан, но не и што си појадувал пред 3 недели. Кога ќе ги споиш своите визуализации со интензивни позитивни емоции, гордост, радост, решителност, го забрзуваш процесот на невропрограмирање. Мозокот ги третира овие замислени искуства како реални и го ажурира својот внатрешен модел за тоа кој си ти. И што сможеш да бидеш? Последното парче од мозаикот е повторувањето. Невронските патеки не се обновуваат преку ноќ. Како што било потребно време за да се зацврстат сегашните навики, така ќе биде потребна и постојана практика за да се вградат новите. Но, тука действува еден прекрасен парадокс. Иако процесот бара трпение, секое повторување создава опипливи физички промени во твојот мозок. Со секој свесен избор, ти, буквално, го вајаш своето ново јас. Ова не е магија, туку невронауката на трансформацијата. Предвидлив, биолошки процес. Достапен за секого што е подготвен да работи на себе. Твоето минато не те поседува. Твоите навики не те дефинираат. Ти секогаш си само еден избор далеку од нов почеток, една мисла далеку од нова невронска патека, еден миг далеку од тоа да станеш некој нов. Прашањето не е дали промената е можна, туку кого ќе избереш да станеш. Емоциите не се само минливи чувства, тие се јазикот на телото, вибрациона подпишаност што комуницира со секоја клетка, секој орган и со енергетското поле околу тебе.
Секоја емоција што ја доживуваш испраќа специфична хемиска порака низ твојот крвоток, влијајќи врз твоето здравје, твоите одлуки и реалноста што ја привлекуваш. Стравот, гневот и анксиозноста ја собираат твојата енергија, ја гасат креативноста и те заклучуваат во режим на преживување. Љубовта, радоста и благодарноста, пак, ја шират твојата енергија, отвораат врати кон нови можности и повисоки состојби на свест. Прашањето што ти го поставуваме е: дали ти ги владееш своите емоции или тие владеат со тебе? Поголемиот дел од луѓето живеат под милост на своите емоционални реакции, дозволувајќи надворешните околности да ја диктираат нивната внатрешна состојба. Но, што ако можеш да ја искористиш силата на емоциите за да го создадеш животот што го посакуваш? Што ако можеш да ги претвориш во гориво, наместо пречки? Тука започнува вистинската алхемија. Психолошките истражувања покажуваат дека долготраен стрес и негативни емоции го ослабуваат имунолошкиот систем, го забрзуваат старењето и го држат телото во состојба на болест. Спротивно на тоа, возвишени емоции, како благодарност и сочувство, ја зајакнуваат имуната функција, го намалуваат воспалението и го поттикнуваат клеточното обновување. Телото не прави разлика меѓу емоции предизвикани од надворешни настани и оние создадени преку свесна намера. Тоа значи дека ти имаш моќ да ја промениш својата биологија, менувајќи ја својата емоционална состојба. А еве и како да го примениш тоа. Кога ќе се фатиш себе си заробен во емоција со ниска вибрација, не се бори со неа. Преобрази ја. Затвори ги очите. Стави ја раката врз срцето. Вдиши длабоко. И со секое издишување, ослободува ја тежината. Потоа присети се на миг кога си почувствувал длабока љубов, благодарност или восхит. Оживеј го тој момент во умот и телото, за додека новата емоција не ја надвладее старата. Ова не е потиснување, ова е алхемија. Го учиш својот нервен систем дека повеќе не си жртва на околностите, туку создател на своето искуство. Кога ова ќе стане твоја секојдневна пракса, се случува нешто навистина извонредно. Почнуваш да дејствуваш од внатрешна сила, наместо од реактивност. Предизвиците веќе не те изфрлаат од рамнотежа, туку стануваат можности за пречистување на твојата енергија. Односите веќе не те исцрпуваат, туку ја одразуваат љубовта што си ја изградил во себе. Животот повеќе не ти се случува тебе, тој се случува преку тебе. Најдлабоките трансформации се случуваат кога умот, срцето и енергетското поле се усогласени, состојба позната како кохерентност. Кога твоите мисли, емоции и намери се обединети, стануваш моќен предавател на енергија, способен не само да го влијаеш сопствениот живот, туку и светот околу себе. Ова не е мистична предпоставка, туку мерлива наука. Напредната биофидбек технологија покажала дека кога поединецот влегува во кохерентна состојба, мозочните бранови се синхронизираат, срцевиот ритам станува хармоничен, а електромагнетното поле се проширува, зрачејќи фреквенција што може да се измери неколку метри околу телото. Замисли го тоа како радиостаница. Кога си некохерентен, умот ти трча во грижи, срцето ти е затворено од страв, тогаш ти емитуваш шум. Сигналот е слаб, искривен, расфрлан. Но кога си кохерентен, со фокусиран ум и отворено срце, тогаш пренесуваш јасна, силна фреквенција. Така започнуваш да привлекуваш можности, да ги лекуваш односите и да ги манифестираш своите желби со поголема леснотија. Универзумот одговара на кохерентност, затоа што тоа е јазикот на самото создавање. А како да ја култивираш оваа состојба? Почни со здивот. Вдиши длабоко 5 секунди. Задржи го здивот 5 секунди. Издиши 5 секунди. Додека го правиш тоа, фокусирај се на чувство на љубов или благодарност. За само неколку минути, варијабилноста на срцевиот ритам се израмнува, мозочните бранови се забавуваат и целиот твој систем влегува во состојба на хармонија. А сега оди уште подалеку. Комбинирај го ова дишење насочено од срцето со визуализација. Замисли се себе си како веќе го живееш посакуваниот живот и почувствувај ги емоциите како тие да се случуваат сега. Колку повеќе го практикуваш ова, толку поприродно станува. Наскоро, нема само да ја посетуваш кохерентноста, туку ќе живееш од неа. И кога тоа ќе се случи, ќе забележиш дека синхроницитетите се зголемуваат, интуицијата се изострува, а животот почнува да се одвива на начини што ја надминуваат логиката. Постои една тивка, но длабока вистина што ја потврдуваат и древните духовни учења и современата наука. Твојата енергија не завршува на границата од твојата кожа. Како камче фрлено во мирни води, вибрациите што ги испушташ создаваат бранови кои се шират далеку подалеку од она што очите можат да го видат. Секоја мисла што ја мислиш, секоја емоција што ја чувствуваш, секоја намера што ја носиш, испраќа енергетски бранови што се влеваат во квантното поле, влијајќи врз луѓето,
околностите, па дури и врз колективната свест, на начини кои можеби никогаш целосно нема да ги разбереш. Помалку од 5% од болестите се директно предизвикани од генетски мутации. Останатите 95% и се под влијание на начинот на живот, средината и, најважно од на твојата перцепција за стресот. Тоа значи дека начинот на кој размислуваш за животот, емоциите што постојано ги чувствуваш и енергијата што ја негуваш во себе, директно го обликуваат изразот на твоите гени. Стравот, огорченоста и хроничниот стрес ги активираат гените поврзани со воспаление, забрзано старење и ослабен имунитет. Љубовта, благодарноста и чувството на цел, пак, ги активираат гените поврзани со обновување, долговечност и отпорност. Импликациите се неверојатни. Ти не си пасивна жртва на својата биологија, ти си нејзиниот архитект. Секој пат кога медитираш, визуализираш исцелување или негуваш возвишени емоции, ти испраќаш нови хемиски пораки до своите клетки. Истражувањата покажуваат дека практиките на внимателност сами по себе можат да активираат гени поврзани со имунолошка функција, додека ги потиснуваат оние поврзани со воспаление. Луѓето кои успеале да ги надминат нелечиви болести, често имаат една заедничка работа. Тие не ја прифатиле својата дијагноза како конечна. Наместо тоа, го промениле својот внатрешен свет, своите мисли, својата емоционална состојба, својата енергија, и со тоа ја промениле својата биологија. Па како да го примениш ова? Почни со тоа што ќе ги истражиш своите најдлабоки верувања за здравјето, старењето и можноста за исцелување. Дали несвесно веруваш дека болеста е неизбежна како што старееш? Дали претпоставуваш дека ако нешто се пренесува во твоето семејство, тогаш е и твоја судбина? Токму тие верувања можеби ги активираат генетските шеми што ги стравуваш. Првиот чекор е да станеш свесен за нив. Вториот, да ги пренапишеш. Одвој време секој ден да престојуваш во состојба на олицетворено исцелување. Визуализирај ги своите клетки како вибрираат со живот, својата ден како се обновува, своето тело како функционира во совршена хармонија. Спои ја оваа практика со емоционалната фреквенција на тоа да се чувствуваш веќе целосен и здрав. Со текот на времето, оваа вежба не само што ќе го препрограмира твојот ум, туку и самата твоја биологија. Зашто твоето тело слуша? Твоите клетки реагираат. Прашањето е, што им кажуваш? Ти не си овде по случајност. Ти си овде затоа што во себе носиш бесконечен потенцијал. Искра од истата енергија што ги оркестрира галаксиите, вдивнува живот во клетките и ги претвора соништата во реалност. Подигнувањето на својата енергија не се однесува само на тоа да се чувствуваш подобро, туку на тоа да зачекориш во своето вистинско место како свесен создавач. Тоа значи да препознаеш дека секоја мисла што ја мислиш, секоја емоција што ја чувствуваш и секое дејство што го преземаш е бран во ткаенината на постоењето. Денес научи дека можеш да ја препишеш својата реалност преку совладување на умот, алхемија на емоциите и усогласување со кохерентноста. Сфати дека трансформацијата не е далечна можност, туку избор што го правиш во овој момент. Затоа, прашај се, каква енергија ќе понесеш понатаму? Дали ќе останеш врзан за минатото, или ќе зачекориш во бескрајното поле на можности? Одлуката е твоја. И времето е сега. Додека стоиме на прагот на разбирањето, клучно е да ја сватиме целосно огромната сила што дреме во нас, силата да влијаеме врз својот живот на најдлабоко, најосновно ниво. Оваа сила не е мит, ниту нејасна духовна идеја, ниту нешто резервирано за избрани. Таа е опиплива, мерлива сила и науката повеќе ја осветлува. Тоа е сила што можеш да ја искористиш почнувајќи од денес. Енергијата што ја носиш во себе е архитектот на твојата реалност. Невидливата нишка што ја ткае ткаенината на твоето постоење. Клучот што отклучува живот исполнет со вистинска слобода, здравје и радост. Замисли, само за миг, дека што си доживеал, секоја мисла што ти поминала низ умот, секоја емоција што си ја почувствувал, секое верување што го носиш, не е само минлив момент или лична приказна, туку вибрациона отпечаток во самото квантно поле што ја поддржува целата материја и живот. Ова поле не е статично. Тоа е динамично, одзивно и длабоко поврзано со суштината на твојата свест. Фреквенциите што ги емитуваш се шират како бранови, допирајќи со околу тебе, создавајќи движења што ги обликуваат околностите во твојот живот и колективното искуство на човештвото. Да се разбудиш за оваа вистина, значи да се разбудиш за огромната одговорност и можност што ја носи битието на свесен создавач. Ти си многу повеќе од збирот на своите минати искуства или од своите сегашни околности. Ти си суштество способно да насочува енергија, и своја, и универзална, за да повика нова реалност. Ограничувањата што ги доживуваш не се фиксирани. Тие се образци, невронски патеки што се врежале преку повторување,
преку хемијата на твоите емоции, преку приказните што си ги кажувал. И прифатил како вистина. Но колку и да се моќни овие патеки во обликувањето на твојот идентитет, тие не се непроменливи. Можат да се изменат, разурнат и заменат. Пластичноста на мозокот е портата кон твојата еволуција. Трансформацијата е танц помеѓу намерата и чувството, помеѓу тоа на што избираш да се фокусираш и емоционалната енергија што го поддржува тој фокус. Намера без емоција е како план без енергија. Емоција без намера е расфрлана енергија без насока. Но кога овие две се обединат, кога ќе дефинираш кој сакаш да станеш и ќе ја споиш таа визија со возвишени емоции како љубов, благодарност и радост, тогаш во тебе се пали биолошка симфонија. Мозокот почнува да се пренаврзува. Срцето се отвора. И целото твое битие се усогласува со иднината што свесно ја избираш. Ова не е пуста желба. Ова е јазикот на телото што одговара на свеста. Овој процес бара повеќе од пасивна надеж. Тој бара активна вклученост, свесна практика и трпение. Старото јас, со своите познати емоционални навики и мисловни образци, ќе се спротивстави. Зашто е програмирано за преживување, а не за проширување. Ќе се обиде да те повлече назад во познатите територии на страв, гнев и ограничување. Но секој пат кога ќе застанеш, ќе вдишеш и ќе избереш поинаку, ги слабиш старите невронски кругови и градиш нови. Секој миг на свесност, секоја промена на емоција и мисла е семе засадено во плодното тло на твојот мозок, кој расте во нови патеки што ја поддржуваат највисоката верзија од тебе. Ова е алхемијата на емоцијата, претворање на стравот во гориво, на сомнежот во решителност, на недостатокот во изобилство. Не станува збор за потиснување на сенките, туку за нивно препознавање, целосно чувствување и потоа свесен избор да се оди понатаму. Кога култивираш возвишени состојби на постоење, правиш многу повеќе од подобрување на менталното или емоционалното здравје. Ти предизвикуваш хемиски каскади во телото што го засилуваат имунолошкиот систем, го намалуваат воспалението и ја поправаат клеточната штета. Ти ја менуваш својата генетска експресија, активирајќи долговечност и отпорност. Односите се развиваат од обични трансакции на енергија, во свети разменување на резонанца и исцелување. Креативноста тече со леснотија, затоа што си усогласен со бесконечниот извор и во себе, и околу себе. Но запомни, кохерентноста е пракса, не дестинација. Таа се култивира преку секојдневни навики, свесното дишење што го смирува нервниот систем, медитацијата што го тивкува умот, визуализацијата што ја разгорува имагинацијата и одлуката да ги живееш возвишените емоции, независно од надворешните околности. Во тие моменти, ти стануваш радиопредавател што емитува фреквенција што ја обликува твојата реалност. А она што го емитуваш, не останува затворено во тебе. Енергијата што ја испушташ се шири на надвор, влијајќи врз оние околу тебе и врз колективното поле на свеста. Науката денес го потврдува она што мистика го знаеле со векови. Човекот не е поврзан само социјално, туку и енергетски. Квантната заплетканост сугерира дека честички, раздвоени со огромни растојанија, остануваат поврзани. Примени го овој принцип во својот живот и ќе сфатиш дека твојата возвишена енергија има моќ да влијае врз заедници, култури, па дури и врз текот на историјата. Твојата трансформација, затоа, никогаш не е само лична. Таа е света акција, придонес кон еволуцијата на човечката свест. Секој миг кога избираш љубов наместо страв, сочувство наместо осуда, благодарност наместо оскудица, ти испраќаш исцелувачки бран во колективното поле. Ти си светилник на можноста, што го осветлува патот за другите, дури и кога не ги гледаш веднаш ефектите. Ова е ефектот на бранување, разбирањето дека твојата внатрешна работа се шири далеку подалеку од твоето лично искуство. А како да го одржиш ова длабоко патување? Со тоа што ќе се вкотвиш во праксата на свесно создавање. Секогаш почни со свесност. Забележи кога старите образци се појавуваат и пречекај ги без осуда. Застани. Вдиши, избери нова мисла, нова емоција, нова постапка. Визуализирај се себе си во својата иднина со жива јасност. Почувствувај ги емоциите на таа реалност, како веќе да е тука. И дозволи на телото да одговори на тој сигнал. Повторувај го ова, додека не стане твојата нова основа. Прегрни ја непријатноста на промената како доказ дека трансформацијата е во тек. Отпорот што го чувствуваш не е зид, туку порта кон следното ниво на твоето битие. Имај доверба во процесот, знаејќи дека твојот мозок се пренаврзува, твоето срце се рекалибрира и целиот твој систем се движи кон целосност. И кога сомнежот ќе ти прошепоти дека не си доволен, запомни ова. Ти не си приказната што ти ја раскажале за себе си. Ти си свеста што може да ја наблюдува таа приказна,
да ја промени и да ја напише одново. Ти си квантно суштество, способно да колабира бескрајни можности, во реалност што сам ја избираш. Моќта е во тебе. Секогаш била. И секогаш ќе биде. Не зависи од надворешни околности, ниту од одобрување или признание. Тоа е сила што, еднаш пробудена, може да го преобликува твоето здравје, твоите односи, твојата работа. И твојата радост. Тоа е суштината на твоето битие што те повикува да зачекориш целосно во својата улога како свесен создавач. Ова е твојата покана да се издигнеш над познатото, да се ослободиш од синџирите на навиката и условеноста и да живееш од возвишени состојби на кохерентност и љубов, што се усогласени со твојот највисок потенцијал. Да се присетиш дека твојот ум, твоето срце и твојата енергија се инструменти на трансформација, кои само чекаат на твоја свесна команда. Зашто кога избираш да ја подигнеш својата енергија, не го менуваш само својот живот, го менуваш и светот. Ти стануваш катализатор за исцелување, олицетворение на можноста, сјајна сила што ги подига сите што влегуваат во твојата орбита. Сега е моментот да зачекориш во таа моќ, да го прифатиш својот повик како архитект на реалноста, да живееш живот неограничен од минатото, туку проширен преку бескрајниот потенцијал што го носиш во себе. Издигни се не по случајност, туку по избор. Подигни ја својата енергија, подигни го својот живот и наблюдувај како универзумот се разоткрива во одговор на величествената фреквенција што сега ја емитуваш.